Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Кај што течела вода, пак ќе тече, вели народната поговорка. Така и на ова место, во времето на туркократијата, разрушено е селото Трстеник и овде каде денеска се наоѓаме била селска црква. Но по многу години луѓето пред се што се и некои меѓу нас овде почнале да ја возобновуваат и пред 16 години стигнале до состојба да се освети црквата токму на овај ден, на Свети Василий Амасински. А црквата посветена е на Свети Василий Велики, еден од најголемите светители во црквата Божија. И многу добар обичај има меѓу крушевчани и во поширокиот район до душе така да се слави денот кога е преосветена црквата. Токму на овој ден на Свети Василий Амасински е преосветена пред 16 години оваа црква. Меѓутоа направена е на темелите на старата селска црква. А денеска, бидејќи го нема селото, повеќе не постои, а се наоѓаме скоро на врв на планина, оваа црква е преименувана да биде манастир во продолжение, значи низ текот на времето изградени се иконаци и црквата постанува манастирска црква. А кога човек гради црква, тој себе си се надградува. Затоа што црква е име за соборот кој се собира на едно место, ама и тврдата градба во која се собира тој собор се нарекува црква. Значи, кога велиме црква, може да има две толкувања зборот. И едното и другото е сосема правилно до овој регион да се каже, зашто токму каде се собирала, а и сега се собира црквата, Божија изградена е материјална црква и материјален храм. Ете, токму затоа оној кој гради црква се вградува себе си во вечниот живот. Се вградува затоа што ја овозможува на црквата да може да се собира на едно место. А тоа е голем благослов. Затоа што ние сите, или секој од нас посебно, не може да изгради такво собиралиште. Гледате, големи димензии има оваа црква. А од друга страна, тој кој ќе се фати за такво благословено дело, ги добива енергиите Божи да може да го заврши тоа дело. Затоа што не е тоа дело за него. Кој прави црква за себе? Прави за црквата да се собира во таа црква. Ете затоа значајни се сите дела на луѓето кои се вградуваат во црквата. Затоа вградувајќи се во црквата, тие и учат и предаваат истовремено. Ја предаваат црквата која ќе биде готова,
а учат самите како да ја градат црквата. То не значи дека само материјално учат односи како да градат меѓу луѓето, како да се надградуваат себе си во тие односи, зашто тие се многу поважни отколку да се изгради некој материјален објект. Ете затоа е благословено дело да се гради црква. Ктитор, кој го употребуваме често пати во црквениот рече, значи градител. Оној кој гради. Ама колку е блажено кога човек гради нешто за црквата и во црквата. Има ктиторски дела кои останале со векови, особено на нашата територија овој. Останале со векови зашто биле добро обмислени. Меѓу другото, човек што гради треба да направи план претходно, да собере средства, како вели Евангелието, и да почне со градбата. Меѓу другото и тоа е надградување на самата личност. Зашто еден план да направи човек за црквата, не мора да го прави, може и архитект. Меѓутоа се учи себе си, се учи семејството, учи ближните околу себе, дека се во животот треба да има план и програм. Не инцидентно кој како ќе му текне да прави нешто и без при тоа да има поддршка од другите. И од тој основен чекор кој се прави преку планот за да се изгради црквата, понатаму има уште многу детали во изградбата. Но тие се неопходни и затоа велиме дека се гради и самата личност. И тие што ја градат црквата, значи се градат преку тие детали како личности. Затоа, браќа и сестри, денеска имам и јас особена чест. Прв пат, откако сум епархиски архиерей во ова епархија, да дојдам во овој свет манастир, посветен на Свети Василий Велики, преосветен на Свети Василија Масијски и да учествувам во ова славје кое се приредува карта годишно на денот на преосветување на црквата. Тоа е многу добар обичај. Некаде не се држи, но многу е добро што се држи овде во Крушево секоја година на налик на Јерусалимскиот храм кој е преосветен и кој службата ја вршиме дури и ние, кои сме далеку од Јерусалим секоја година, вршиме служба на годишнината на денот кога се осветил храмот на Воскресението во Јерусалим. Така станува обичај и овде меѓу нас, тој е тамнешен обичај, тој не е нов обичај, на денот да се прославува денот на осветувањето на една црква. Еве 16 години поминале, откако се преосветила оваа црква, секак уште треба вложување за да се догради, меѓутоа ваков мир, ваква нечепната природа која ја има овде скоро на врвот на планината, ретко човек ќе најде. Ретко ќе најде и постанува идеално место за оние што сакаат во мир и тишина да го поминат живот. Само 4 километри далеку од манастирот Свето Вознесение Христово, ама тоа е за во зимски услови може би релативно комплицирано да се живее, ама ако има човеку
како штурето не, туку како мравката се собира преку текот на летото неопходни производи, нема ни потреба да следе во зима кога има снег надолу кон градот. Во манастирот 4 километри се одат од прилика за 1 сат. Ако има потреба, може да следи човек во манастирот. Нека Свети Василий Велики, а и после Свети Василий Амасијски, чиј спомен денес го празнуваме кога е преосветена црквата, помогне да се доизгради овој комплекс, па некој може би уште за време наше, а некој може би Господ има план после нашиот живот овде на земјата, да го насели ова место и да го направи расадник на нов живот на оние кои си сакаат да тихуваат во Господа. Милоста Божја да биде со сите вас, во овие пасхални денови да ве чува, да ве храни, и не само во нив, туку во сите дни на вашиот живот, да биде милоста Божја со вас.